Македонија, добро вечер. Во овие моменти, вие имате таа неповторлива чест и задоволство да го следите 39-тото издание на Рапорт со Јофе. Брадата, знаете како е, криза, тешко се наоѓаат пари за одржување. И решив да ја избричам и да оставам само бркови. Не бе, слушна дека го убиле Музафер, па Ѓуло останала сама. Овие од серијава барале замена и еве сега се спремам да го заменам. Ем повеќе пари ќе земам, ем ќе ги оставам ова политикиве глупи. Ем Ѓулу е моја. Што? Не барале замена и ќе морам да останам овде со политичариве? Нема Ѓулу за мене, Добро, што ме така започнуваме со шоуто. Како? Поведро? Океј, што ме така, започнуваме со шоуто. Прво, минатата недела додека јас се зезав овде во студиото на А1 во Битола се случуваше вистинска драма. Беше просто застрашувачко. Всушност, минатата недела во Битола се случуваше 14-тиот конгрес на ВМРО ДПМН. Главниот настан се разбира беше изборот на нов лидер на партијата. А битката за опозиција нормално секогаш е крвава. Конкуренцијата е огромна, па така кандидатите мораат да направат многу за да ги добијат гласовите на делегатите. Сега, не знам точно колку кандидати беа, не ме фаќате за збор, но знам дека нивниот број беше огромен, а атмосферата беше крајно тензична и неизвестна се до самиот крај. Режија, дајте ме молам да слушнеме колку точно кандидати имаше и кој од нив ја однесе победата и освои позицијата лидер на ВМРО ДПМН. Едногласно, без против кандидат како во некои минати времиња, само со едно неважечко ливче. Никола Груевски е реизбран за лидер на ВМРО ДПМН. Едногласно и без против кандидат? Значи, браво бе премиере, значи парче сте ги направиле, значи ваков резултат, ова е нешто невидено, браво, браво, секоја чест. Нека гледаат и нека учат сите. Што беше тоа со неважечкото ливче? Сите биле за Груевски, освен едното неважечко, така? И што направиле? Го пронашле тој што го пуштил неважечкото? Не? Како бе така цела недела поминати уште не откриле кој се осмелил да стори таков злочин. Дајте ме молам да ги алармирате МВР и јавното обвинителство. Мора да се дознае кој бил толку многу безобразен за да го уништи 100% скор и да го искомпрометира изборниот процес. А меѓувреме, да видиме што се случуваше надвор пред започнувањето на конгресот. Нашите новинари имаат таа ексклузивна можност да се дружат со делегатите. Режија, ќе молам да видиме како помина дружба. Снимај слободно. Ние не сме А1, ние сме Македонија. Да. Македонскиот народ е во прашање, а не криминал. Кој не паѓа данок ќе пати. Ние сите треба да живееме и моите деца треба да живеат и сите деца да бидат. А вие како што мислите со криминал, да правите многу паметно. Како ми? Не, мило, не. Дека вас не ви е местото. Јас не сум ајде. Па ја се јавуваме на телефон да кажеме дека ние не сме ајде, а вие ги исклучвате тие таквите што се јавуваат. Колку подпис да дадем? Јас не сум ајде. Не сум ајде. Јас не сум Да, ајде. па сите ќе ставиме подпис. Ние сме македонци, не сме предавници. Не си македонци. Вие сме торбеши сите. Така е, вие не сте македонци, вие сте торбеши. А торбешите се уствари македонци кои наместо православни христијани како мнозинството се муслимани и не знам зошто е тоа лошо. А пак од друга страна јас не сум делегат и не се разбирам толку многу. Кај да знам што е добро, а што е лошо. А кога веќе може торбеш да се користи за навреда, зошто да не можат и други зборови? Например, вие не сте македонци, вие сте американци, американец еден. Или, вие не сте македонци, вие сте германци, германец еден. Или, вие не сте македонци, вие сте македонци, македонец еден. И, па не сум нормален бе. Туку друга работа ме заинтересира мене. Од кај ми е познат човекот со капчето, зошто мислам дека го имам видено и претходно на А1, на некој најспонтан на цел свет протест кој нема никаква врска со ВМРО ДПМН? На повикот за протест против недобивање датум за преговори, дојдоа повеќе стари и средовечни отколку студенти и средношколци. На дождот, пред зградата на Европската Унија протестираа, но и се жалеа. Вработен во државната администрација од Источна Македонија, анонимно поради страв дека може да го загуби работното место. За А1 проговори. Шефот му рекол дека владата го вработила, па тој мора да и врати и да дојде на протест.
Со автобуси, административци од цела Македонија се истовараа во околината на центарот. Повеќето не кажуваа кој ги организирал, ниту дали се политички мотивирани. Како дојдовте до тука? Со автобуси организирано. А кој ви организираше? Јас ги организирам. Само иницијативно дојдовме. Не, организирано, ево... Многу сме благодарни на владата, на целиот тим под раководство на Никола Груевски. Да. Ете зошто не навредувал во битова. Неговиот колега Лани не го остави да се то искаже, па сега кога повторно виде наша камера, побрза да ни објасни дали тој ги организирал или се било спонтано и само иницијативно. Цела среќа што не дојде повторно другарчето, ќе го прекинеше, не ќе можеше да не навредува намира. И се разбира, дружбата на нашите новинари со делегатите не завршува тука. Веројатно веќе сте виделе анкетата во која функционерите на ВМРО-ДПМН зборуваат за поскапувањата и како тие влијаат врз нивните животи. Да се посетиме на директорот на царината Ванчо Каргов. Како го чувствуваме поскапување на цените? Благодарам за прашањето. Јас немам време за ништо, јас од работа не гледам ништо. Немам ни време да уживам во живот. Добро, но вашето семејство, веројатно, вашата сопруга, некој купува, некој пазари? Немам време за ништо. Ево живим у Њујорку граду, живим, радим, а и само радим. Куќа, посо, куќа, посо, куќа. Ето шта знам, ништа не знам, а гдje да знам. Kuća, posao, kuća, posao, kuća, eto šta znam. Тажна приказна, почитувани гледачи. Навистина, тажна приказна. Господине Каргов, јас би ви предложил да дадете отказ од вашето работно место и да преминете во нашите редови. Еве, може да дојдете да работите на емисија. Ќе си се зезаме со политичари, министри, премиери и директори кои немаат време да уживаат во живот. Од другите вести, скандалозно, Бичиклиски фатен надвор од салата за пресконференции. Уште поскандалозно, во наредното видео ниту еднаш не го споменува Бранко Црвенковски и не подсетува колку само ни беше полошо кога тој беше на власт. Поскапувањето на цените по продавниците? Не би можел ништо да ви кажам сега на конгрес. Пазарите? Не ви кажав на конгрес, не можел ништо да ви кажам во моментов. Намалена ли е вашата куповна моќ? Ви кажав на конгрес, не можам ништо да ви кажам во моментов. Куповна моќ? Не бе зошто, јас сум овде на конгрес, се ми е платено јадење и пиење и спиење. Нема зошто ја се грижам за цените. Супер. Господине Бичиклиски, сакав само да ве прашам за конгресот нешто... Што да ви кажам сега на конгрес? Аха, а што сакав друго да ве прашам, на конгрес кога планирате да одите? Не ви кажав на конгрес, не можел ништо да ви кажам. Не, добро, тоа туку за кога е закачан конгресов, планирав да поминам малку да ја видам. Не можам ништо да ви кажам во моментов. Аха. Табе да, на конгрес. До кога вака ќе не лажете, бе? Значи, господине Бичиклиски, јас мислам дека вие сте навистина многу лош и не ме сакате. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наши анкетите така. По ваше мислење тоа. Цари ти, сине Михајло. Изборите и понатаму се главна тема во држава. Како беше муаветот? Груевски, ајде на избори. Бранко, ајде на избори. Јофе, ајде да јадеш. Тоест, ова последно нема врска со избори. Тоа мајка ми така ми вика. Само момент. Мамо, емисија имам сега да завршам, па ќе дојдам, ќе јадам. Добро де, нека оладиш, што да правам сега. Не можам јас да јадам додека овој народ чека одговори на најголемите животни прашања и мистерии. И днината на оваа земја е во прашање. Добро, мамо, извини, нема да се дерам повеќе. Абе, да, мене ќе ми кажува дали да се дерам или не. Си се вежбам уште од сега за еден убав сончев ден кога ќе ме примат во партија, да можам без проблем да се дерам по митинзи, да ветувам брда и долини за секое дете. После кога ќе дојдам на власт ќе бара да ја вработам цела фамилија, ама... Зашто ви зборував за изборите, нели? Епа да,
Прво Бранко го викаше Никола, па Никола го викаше Бранко, па Никола не сакаше, па Никола сакаше, па Бранко сакаше, па Бранко не сакаше, па сакам да те сакам без ништо да ме кочи, сакам сонцето да изгрева од твоите очи. Чекај малку, кај дојде Врчак во приказнава сега? Ајде, да видиме што вели премиерот. Дали ќе има избори доколку опозицијата ги бойкотира? Доколку не се врати, ние не исклучуваме дека ќе организираме предвремени парламентарни избори, дури доколку и тие ги бойкотираат. Ви благодарам. Значи не исклучувате или нема ќе одите ќе организирате? Не га разбрав. Ви одговорив, проверете си го одговорот и видите. Ја цитирам вас, не исклучувате. Да, не исклучувам, точно. Одлично цитирате. Одлично цитирате, браво, петка, секоја чест. Да, премиере, и јас сум забележал дека овие новинари во дајде многу добро цитираат, ама малку незгодни се со прашања. Сега види, упорно ме прашува дали ќе организирате или не исклучувате организирање избори, кој вие претходно да сте потврдиле дека сигурно сте подготвени, па сега го менувате ставот. Во случај на бойкот, подготвени ли сте вие да одите на избори? Подготвени сме. Да, потполно исти одговори. Не знам што сакаат овие од А1. Режија, ај двата одговори да ги слушнеме уште еднаш. Во случај на бойкот, подготвени ли сте вие да одите на избори? Подготвени сме. Доколку не се врати, ние не исклучуваме дека ќе организираме предвремени парламентарни избори, дури доколку и тие ги бойкотираат. Добро, првиот пат вика дека се подготвени, 4 дена подосна вели дека не исклучуваат, наредниот пат ќе рече избори. Каде? Ама сепак, тоа не значи дека овие новинари во дајден треба да бидат толку многу упорни, безобразни да споредуваат и да очекуваат дека тоа што го рекол пред 5 минути треба да биде исто со тоа што ќе го каже сега. Па никаде во преродбата не пишува така. Почитувани гледачи, доста често ме критикуваат и ми велат дека премногу сум ја критикувал владата. Таквите критики за преголемото критикување ги очекувам со возвраќање на ударот. На критичарите им велам дека нивните критики се премногу критички и дека нема да ве спречат во понатамошното критикување, бидејќи мојата критичка улога во ова некритичко општество допринесува за понатамошна критизација на политичките процеси на кои секогаш им недостасува критика плюс. И добро, што кажав сега? Пак некоја глупост изгледа, само ако ме искритикувал некој. Туку муаветот ми беше, би можел да се согласам. На толку многу критики, време и да ги пофалам малку. Имено, во вторникот во Скопје се случуваше нешто на вистина прекрасно. Витекнува на зградата убиец во центарот на градот. 10-катница која започна да се гради во далечната 1989-та, за во неја да се смести Југобанка. Се изгради само карабината, а банката пропадна. Сега, 20 на години подосна, владата реши да ја направи фасадата, да ја среди внатрешноста и во неја да го смести Министерството за финансии. Браво! Навистина, браво! Ајде да видиме како изгледаше тоа. Еве ја зградата како изгледа сега. Еве тука премиерот доаѓа. Здраво, здраво. Па еве сега тука став мирно. Свири химната. Па ги имаме говорите. Најпрвин Ставрески. Случка е поврзана со Министерството за финансии. Додека говори тој, проверка на должината на брадата. Разбира, сакав да го видам тимот со кој ќе работам. Бе фрапиран од фактот дека Министерството беше сместено во канцеларии на 8 Па да видиме што има ново на Facebook. Потоа качување на бина и раскажување на Висо што го прочитал на статус на Facebook. И уште еден поглед на зградата. Имаме тука темел и лопати за новата зграда. Тоест, чекај малку, какви лопати, какви темели? Па зградата е одамна изградена. Зарем темел за фасада? Веројатно е некаква грешка. Или може би и не. Еве го тука архиепископот. Па камењата. Што е следно? Лопати? Да бе, да. Еве архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. Тоест, вака требаше да звучи. Архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. И да, на вистина фрлаат лопати на изградена зграда, бе. Неверојатно, неверојатно. Толку многу се заљубија во лопатите што слушам дека секаде каде што оделе носеле со себе и лопата. Така, премиерот Груевски имал навика дури да се тушира со лопата. Да, го истерувал целиот шампон во леген, па ја земал лопатата и ставал врз себе.
Добро ве лажам, ама лопати темел за фасада. Што ме така, драг премиере, драги министри, драг архиепископу, имам едно фичо, старо е 20 години, ама турка некако, па планирав да го префарвам, да му ставам нови навлаки на седиштата и нови бандаши, 3-4 успуха, па ако имате време да поминевте, да фрлевте по некаа лопата. Има контейнер еден во близина, ќе можете тамо да ги фрлите. Откако расчистивме со лопатите, дајде одам јас да расчистам и со брковиве. Што ми Ѓуло не ме сака. Ве поздравувам и ве посетувам реприза вечерва после полноќ на 1 утре некаде после 16 часот на А2, емисијата онлайн на сајтот на 1 и сите досегашни емисии на официјалниот YouTube канал. До него можете да стигнете преку Facebook фан страната, адресата е facebook.com/narapod со Јофе. Се гледаме следната недела, сега одам да се избричам. Чао, чао.